Колку отпад ни е дозволено да фрламе и дали има разлика од тоа дали живеете во зграда или во куќа? Ова ќе зборувам конкретно за Нова Шкотска и нашето искуство. Не знам дали е исто во сите провинции. Додека живеевме во зграда, надвор имаше поставено 4 или 5 канти кои што беа во различна боја за сортиран отпад и имаше еден голем контејнер во кој што можевме да фрламе црни вреќи. Од кога се преселивме во куќа, добивме голема зелена канта, мало кантиче и брошура со упатства и правила за како да се селектира отпадот. Во зелената канта се фрлаат остатоци од храна, се фрлаат салфетки, хартија за печење, трева се фрла и доколку имате куче се фрла изметот од куче. Се фрла директно во кантата, значи не се става во никакви кеси. Во зграда не бевме ограничени колку кеси може да фрлиме, додека тука сме. Инаку собираат ѓубре на 2 недели и ние тогаш имаме право да фрлиме една црна вреќа и 5 продзирни во кои што треба да биде сортиран отпадот. То доколку во некој од кесите има нешто што не одговара на тој отпад или во зелената канта, тогаш таа одредена кеса или кантата не ја собираат. Него ви оставаат известување, ливче ви оставаат дека не е собрано поради таа и таа причина. Инаку користиме и апликација на која што може да напишеме адресата на живење и точно знаеме кога поминуваат. Што доколку дента кога треба да соберат ѓубрето се погоди неработен ден, ние имавме ваква ситуација на почеток на годината, кај нас поминуваат во четврток. Тогаш беше се погоди неработен ден и добивме известување дека ќе поминат во понеделник. Меѓутоа во понеделникот најавија снежна бура и тогаш беше откажано и тогаш добивме известување дека на наредното редовно собирање ќе собираат дупло отпад. Ова е брошурчето што го добивме кога добивме и зелената канта, се си убаво објаснето, точно пишува кој ѓубре каде се фрла. Секако доколку нешто не е нејасно или имаме било какво прашање поврзано во врска со отпадот, има оставено телефонски број и мејл на кој што може да се обратиме.